Само го мислам, имам право да мислам што сакам. Ти имај право да мислиш дека имам рогови и мислам. Што те натерало? Па не знам, имам не сум имал можност да те запознам и после 30 дена не те знам. За да имам оформено мислење за тебе. У дадени моменти ми изгледаш онака као сосема коректен, а све што е за мене политички коректно и кокетно, за мене не е мој онака. За мене е онака, просечно. За мене не треба човек да е коректен. И Роберт го дава тој пример со трошки. Не треба да си коректен. Треба да правиш цело што ти леже на душа и што го мислиш. И ти ќе бираш у која ситуација тоа ќе го правиш, да. Го правам тоа. Ја не знам дали тоа се што го мислиш. Пошто ја не знам ти што мислиш, не те познавам доволно. Епа ја го знам Стефан од претходно, го знам пред 3 години колку. Не го знам Стефан до тој степен лично. И ја овде доаѓам и ја ги запознавам и него, и Зои ја знам 5 години, и за Зои дознавам нови работи. Стефан глуми. Не мислам дека Стефан глуми, само пречутувам многу работи. Тоа не е ни глумење, ни фалирање, го е просто трпение кое ќе пукне. Значи ја тој кога бев на психолог, тоа ми го кажа, вика ти премногу ќутиш, вика, и они у куќата ке нема вика никој проблем со тебе. Јас стварно, мене знаеш како само го чекам моментот до кога. Знаеш што не слушам зашто го правам тоа. На пример Алмир пред некој ден нема врска. И Алмир исто ќути за све. Алмир пред некој ден се дере куќето, ја му викам окей брат, го варам куќето одвор, затварам врата. И му викам, Алми брат, за да не куќето нема мозок, викам, за да не влегува, вие затварате му вратата. Они остави отворена вратата и мене ми се дере после. И јас се изнервирав тука и му се сврдав само Алмир брат, толку кажав и си реков, сега викам, значи што размислував во моментот. Си викам, сега викам, ако си спокарам со него му кажам дека он вака и си спокаравме, не спокаравме, направивме моето томато. Ако е вака, ја ќе се нервирам прво себе си, ќе дам поголемо значење на таа ситуација, ако можам да не дам значење на ситуацијата и да не се нервирам себе си и да се продолжам како што ми било лабаво. Да влезам во шоуто периоди уназад, што ти кажам кога гледав се од што те промени тебе од како пред да влезеш во шоуто со негативната енергија и не сум влегол во шоуто со негативна енергија. Значи имав период, значи неколку години. Да, добро знам и не знам пред добро. 3 години еве да кажам, имав таков со негативно што гледам. Ја 3 години се гледам се позитивно, брат човек. Разбираш, така се. Не, јас се плашам дека ти сами од себе се лажеш. Чекај да нови. Ама не брат, значи имам гледање позитивно, барање бела тачка у црна Ама не можам секогаш да барам. Океј, види ја белата тачка, али размисли го црниот простор. Зашто го избегаваш? Ама ја не го избегавам, си го размислувам за себе. Не правиш муавет, посебно и со мене не се прави рано седнеме муавет да кажеме како со Марио што ти како што мислиш за едно, не знам што мислиш за друго, не знам што мислиш за трето. Седиме на масава да правиме муавет. Не се прави тоа така. Муавет реално не се прави тоа така. Муавет немам ни живци се уште еден муавет. Да пошто со Стефан збориме 3 сата. Не. Тргнавме на врсот. Чим се прави муавет си немал желба ни ти ни. Не, ја увек. Ама нема врска. Јас што безека со Стефан имавме желба да правиме муавет. Надвор и правиме муавет. Еве дојде Игор. Игор не ќе да прави. Си испи кафе, си испуши цигари и си влезе. А ние дојде Михова такоѓе. Ја и Стефан останавме уште 10 цигари испушивме на. Зашто? Зашто сакавме да дискутираме на таа тема за да видиме кој што мисли. Нити ми интересно, нити можеш да имаш си различни ставови, али треба да го почиташ на другото. Кога ќе игра некој. Дека јас сум највелик, не треба да бидам тако. Ама тако сум, факи тоа. Кога ќе игра некој кога ќе предложи некоја глупост, сигурно сте забележале моја реакција, што е неизбежна. Моја реакција, или ја на пример или ќе се спротивставам или на пример ќе али ја не ќе играм преку сила, али ти знаеш што прави за игрите конкретно? Твоето мора да се игра, па ако треба на глава ќе седиме. Добро. А на другото не сме да се игра. Значи ја многу е да се ситуација што јас се изборувам мојата игра да се игра. Зашто тоа што некоја глупа игра ќе предложи, на пример ја никош нема да ја заборавам, тоа е 1 2 3. Али ја знаеш ли што имам Ја знаеш ли што имам приметено кај тебе? Кај тебе единствено за овие 30 дена што се, единствено што сум приметил, секогаш сакаш да си некој центар пажња. Не. Марио брат, значи тоа е лошата слика, не? Лоша, значи за него барам. Он е таков, он и на улица, значи он дека е пред камери, он на улица да го сретнеш, он ќе ти збори 3 сати, ако треба нема затвор. Многу луѓе такво мислење за мене, иако јас сум принцип многу срамежлив на прва, но многу сум. Ја кога идам прв пат после 3 месеци влагам на пример у школу средно. Ја мислам дека што е најголема грешка, што многу такви карактери сме се погодиле, што не можеш ни муавет, ни ништо. Зошто не можеш муавет? Ти гледај, јас знам одма од прва спрема кој у куќава имаш одбивност, тоа у очите се гледа.
како да ти кажам, али ја осеќам кој спрема кого има. Ама не можеш да бидеш ти сигурен дури не знаеш. Не, јас ако да сум бил сигурен, някак сум го изнал тоа свеш. Али не сум сигурен, али познавам. Еве на пример, ја познавам дека твојот однос со Зои на почеток ти бил интересен, сега ти е како да ти кажам, и неќеш да те стават у конотација со Зои, и неќеш ништо да правиш со Зои, и ништо неќеш, како да ти. А на почеток ти бил интересен, си гледаш некаква светла точка у тоа. Си гледал нешто као. Сега не ти интерес, тоа ти се познава, сте као да ти објаснам. Се шалиш 3 дена, 5 дена, не можеш да се шалиш за глупост. Горан, например, ми беше најинтересен за тоа. Горан доаѓа до мене, бил таму на маста кога давме тие изјави, ми вика, ја кажав дека ти си многу интелигентен дечко, али мене ми пречи кога ти ми кажуваш мене стручни зборови, односно он ги кажа странцизми. Кога кажуваш ти странцизми, никој не може да те нарече. Му викам, Горан, ти со ова си кажал дека публиката наша е глупа. Вика, не си кажал ништо лошо за мене. А ја ствари го слушав он што зборува, не ли спомна како сум ја интелигентен, но од урда поотоле ме направи пред камера. Па стварно, и на крај дојдовме до момент, он ме лажу у очи, ја гледам што он збори, како да ти објаснам, у очи му читам што кажа. И на пример јас сум сватил дека Горан е таков и толку, тоа за тоа се со Горан лек се бафтам, дека Горан мисли добро или лошо за мене, се едно, мете и ти мислиш дека јас сум некој што се бори за кадар, јас сум некој што се замара, окей, мисли, не можам ја да ти забрана.